Добро вечер. Го отварам вторничното издание на студиото во кое дебатираме на прашање кои имаат повеќе значајно влијание врз политичкиот, економскиот и вкупниот развој во Македонија. Се разбира, оно што е топ вест е одлуката на владата да прогласи епидемија против епидемија заради растечкиот број на заболените од морбили. Она што помалку зачудува или коинцидира е предупредувањето од многу држави каде што епидемијата од морбили добива некакво брановито растење што повеќе или помалку слути на својна пандемија. На ова прашање ќе разговараме со министерот за здравство Венко Филипче, а гости ваши и мои во 22 на вашите прашања до прашување ќе бидат доктор Микич и професор Ставрова, имунолог, кои веројатно ќе треба да ја подготнат јавноста што значат реперкусиите на непочитувањето на прогласената епидемија и какви би биле евентуално серијалот на подготовки за една масовна вакцинација. Се разбира, во финишот сме на претседателската кампања, има уште неколку дена. На почетокот таа почна на еден мирен, прилично така екс-катедра во динамика, па и во промена на брзините и вокабуларот. Професор Лазар Лазаров, човек кој се занимава со политичките аспекти и на меѓународната политика и дома, го поканим за да го запрашам. Професоре, избираме претседател на државата. По неговите уставни ингеренции, трите области се надворешна политика, безбедност и прашања. Нели ви се чини дека сите тројца кандидати ја претворија кампањата во внатрешно политички пресметки, дека малку разговараме за стратешките позиции и поместување на Балканот, кинеска пенетрација економска, Косово што правиме и така натаму, како да бегаме, освен поединечно Пендаров и Пендаровски и Река, како да бегаме од тие прашања кои се директни уставни надлежности на идниот шеф на државата. Па видите, точно така дека почнат овие првите 10 дена беше доста умерена, позитивна, да кажам на едно приближно европско ниво. Меѓутоа таа се заострува се повеќе и постои една нетрпеливост меѓу самите опоненти, посебно меѓу Пендаровски и Силјановска, додека албанскиот е малку поумерен, за разлика од нив двајцата. Тоа е една нетрпеливост, можеби и логична, меѓутоа без ниски удари, значи сепак да биде на едно академско ниво, професорско ниво. Сепак ние сме балкански менталитет. Тешко може да се ослободиме од тој балкански. Тој балкански менталитет ја жештува атмосферата. Еден добар пиар експерт во ова студио, Ангелка Пеева, рече дај малку да се заглодаат, како што велиме, за да се дигне на оден начин мобилноста на гласачкото тело. Да, без навреди. Тука веќе јас ја замислам кампањата на укажување што ќе направат тие, на грешките кои ги прави. Еве, ова влада веќе 2,5 години е на власт, новата власт. Коалицијата на СДСМ и 31 колку се тие партии. Опозицијата не ми се допаѓа како ја води таа кампања. Наместо да се зафаќа кои се погрешни политики на сегашната влада, промашувањата, да што ќе понуди таа се зафаќа со Преспанскиот договор, промена на името, а не нуди ништо конкретно што ќе направи таа и што е тоа што не чини од Преспанскиот договор. Дури ако се сеќавате Антонио Милошевски во Брисел, шкртна Северна Македонија. Може ли тие да го променат тоа што веќе меѓународно е парафирано, значи потврдено со учество на членови на Европската унија, на Соединетите американски држави, под ова покровителство и на Обединетите нации
Метју Нимец. Има тука една помалку резигнирана... Има ли логика да бара промена? Која е Јас таа се логика? обидувам да барам некаква логика. Антонио Милошевски една деценија беше шеф на дипломатијата. Да. Постигна одделен успех во ХАГ со правната сатисфакција на прекршувањето на времената спогодба. Меѓутоа, претходната власти на Лјупчо Георгиевски дојде фиром не сакаме. Так. Има 20 и кусур години да ја поништат времената спогодба ако сакаа. Тоа значи дека дури сето ова што го зборува и Силјановски и Мицковски, тешко дека може да се менува како де факто и де јуре меѓународен договор ратификуван од меѓународната заедница. И со посветно Обединетите нации. Да. Па токму тоа е, а и што не нудат ништо ново, што ќе изменат и што ќе донесат ново. Значи, тука е грешката и на опозицијата дури од почетокот почна да води една погрешна кампања. И друго, не ми се допаѓа цензусот. Навистина, Чомовски... Малце подоста за цензусот. Да, за цензусот. Не одговоривме на прашањето со кое започнав дебатата, а тоа е зошто не се поставуваат прашања кои имаат стратешко значење. Ние мислиме дека само ЕУ и НАТО. Так. Има други прашања кои во регионот вријат на одреден начин. Не е најважната пенетрацијата на Русија. Важна е кинеската пенетрација со економскиот капитал. Важна е, предполагам, и судбината на четвртиот сосед наш со Косово. Так. Зошто бегаат од тоа? Или бегаат за да нема тоа влијание во внатрешната политика? Има своје значење, бидејќи тоа повлекува одговорност. Вие знаете дека прислушуваните разговори 5%, 10% провизии за патишта, за други објекти што се градеа, да не зборуваме 2014. Значи, се е тоа поврзано со прикривање, обид за прикривање, за бошотување на криминалните активности. Токму за тоа се судрува сега околу постигнување на тој меѓусебен договор околу СЈО, специјалното јавно обвинителство. Бидејќи тоа апсолутно не се работи само за Македонија. Прибе кажа дека мора правдата и правото мора да владее. Значи мора да одговара секој без оглед на која позиција се наоѓа, значи правда за сите и еднако за сите, и сите мора да одговарат за своите злоупотреби, криминални активности и се друго. И на тој начин индиректно сака да го забошотат, да го прикријат тоа и тоа и целта и за обвинителството околу непостигнување на договор како еден од важните услови за отварање на процесот на датумот за преговори. Професор Лазаров, дали мислите дека денешната реакција преку вестникот Независен на ХАН, која е порака до шефот на државата Иванов да не размислува за амнестија, бидејќи тоа предполагам ке не однесе во некоја непромислена еден понор од кој тешко би можеле да излеземе. Што е тој абер? Дали е тоа абер само кон Иванов или кон домашните политички фактори чиј он е или ментор или поддржувач? Иванов треба да биде поука неговото однесување, како треба да се однесуваат и кон сите политичари, и овие што се на власт и овие што претендира да дојдат на власт. Знаете, има кај народот, јас сум селско дете, во Бостанот стават плашило и задарчавките него колват или грозјето или Бостанот, значи да биде поука Иванов како не треба да се однесуваат. Плашило да биде. Па не плашило, поука, да се извлече поука како треба да се однесуваат и домашните политичари, бидејќи законот важи за сите нив. И она што го кажа сега ХАН, добро, малку и јас имам забелешка на него, а посебно имам забелешка на Франција, Данска и Холандија, она нивната резерва околу отварање на датумот за преговори, известна резерва, ја мислам дека е погрешно ако не го прифатат, да сум убеден дека ќе го прифатат датумот од јуни за почеток на преговорите. Ако не го прифатат, ќе настане такво разочарување. Вие знаете дека преку 80% од граѓаните на Македонија, без разлика национална и верска припадност, се за Европската унија, нешто помалку за НАТО.
И ако тоа се случи, тоа ќе има негативни реперкусии, ќе има една разочарување кај граѓаните на Македонија. Пошто Лазаров, сите тројца кандидати стартува со најави дека се надпартиски. Не независно, туку надпартиски. Во еден момент Пендаровски сега вели Заев да не ми звони, Силјановска на оден начин веќе зборува за некои нагласени сомневања за погрешна политика на претходното раководство, и кај Блерим река се впрегна и села и Касами во самата битка. И реториката на Заев и на Мицковски е прилично остра. Дали тоа базира на фактот дека низ председателската кампања улогата на лошите дечки, условно на лошите момци во политиката ја преземаат лидерите, или исто така тоа би можело да значи дека се намалува функционалната вредност на идниот шеф на државата? Па и едното и другото, јас лично сум против учеството на лидерите на партиите во кампањата и тие мене ме наликува малку како на ментори, или да кажам попросто, како на учител кон учениците. Како да тие се недораснати, сега тие практично ги стават, ги фрлат во сенка самите кандидати. Точно и Заев повеќе зборува, и Мицковски повеќе зборува. Значи, они дават нагласено место на нив и на некој начин ги фрла во сенка и ја намалуват функцијата на председателот. И јако председателот, вие знаете, не е англиска кралица, меѓутоа тој е врховен командант за надворешната политика, да не ги реда неговите ингеренции. Не ми се допаѓа тоа, сепак треба да доминират самите кандидати. Сега друго што кај нив има една нетрпеливост. Блерим река е малку подостоинствен отколку што се однесувањето на Пендаровски и на Силјановска. Кај нив постои една нетрпеливост. Кај Силјановска не ми се допаѓа тоа, врти тоа правото па правото и се фаќа те за промена на името, те за враќање на против Преспанскиот договор, против меѓународните договори, против Европа. Вели дека ќе ги почитува веќе. А од друга страна вели ќе ги почитува. Значи практично таа зборува едно, а мисли сосема друго. Ма на идниот председател, вклучувајќи и Силјановска, мора да им биде јасно дека првиот документ и указ што ќе го потпише треба да има меѓународно значење, треба да стои Република Северна Македонија. Така е, ама сегашниот председател се уште стои кабинет на Република Македонија, кај Иванов. И вие знаете, кога во Охрид прогласија, кога доби таа на конвенцијата, ја прошета, Иванов се прошета низ улиците на ова и кога се обраќаше, господине Мицковски, господине почитувано ВМРО, а се обраќа на граѓаните. А таа бара гласови од граѓаните, не бара од Мицковски и од ВМРО, а се прават непартиски. Дали за првиот круг очигледно дека не ќе може да избереме, тоа на сите и на врапчињата им е јасно. Дали стревувате од цензус во вториот круг? Дали граѓаните се уморни? И дали постои реална опасност оваа кампања да го умртви интересот на граѓаните за гласање? Па, во право сте, меѓутоа јас околу цензусот за ова беше цензусот од 40%, за референдумот беше 50, сега е 40. Мислам дека е преголем и нереален, ако се земе во предвид дека, бидејќи јас се бавам со меѓународна политика, според Евростат, Европска статистичка служба, од Македонија во Европската унија се иселиле преко 650.000. А ако се земе во предвид дека бугарската влада прокламира дека околу 180.000 има примено бугарски пасоши, а колку се иселиле во Канада, во Америка, Австралија, Нов Зеланд, да не ги редиме, значи можам да кажам дека во Македонија дали има 1.200.000, 1.300.000 жители. Ако се земат малолетниците, тогаш значи треба цензусот да се спушти минимум на 30%. И друго е прашањето, има она што рековте вие, уморни се од гласање и незадоволни се. Не беа задоволни посебно од претходната политика, меѓутоа има незадоволство и од сегашната власт. Да бидеме најасно.
Вика, не ми треба, ние, вика, не ги исполнуваме. Не го успеа да го сопрат, да го забават процесот на исилувањето. Ние станавме старечка нација чамоски. Па ние таа старечка нација нема иднина во... Според статистичките показатели, ние спаѓаме со 65 запирка, не знам колку, во една од најстарите нации држави во Европа. Но, тој податок важи веќе една деценија, што значи не е сега процесот на одселувањето, но сега е декадентно забрзен затоа што се одлива стручна работна сила и образование. Високо стручна, да. И стручни луѓе заминуваат, со вештини и така натаму. Тоа е уште повеќе загрзувачки, уште повеќе да се стави голем прашалник. Што понатаму? Дали на тој план нешто се презема? Вие земете, не се само лекари, ние викаме здравството, имаме ние од занајачиството, имаме инженери, имаме од сите професии масовно одселување. Професоре, ако велите дека е висок цензусот, значи 40% тешко дека би можело да се оствари и тоа би значило всушност пропагање на овие председателски избори. Што според вас би било решението доколку не избереме шеф на државата? Па видете, има некои што застапуваат став дека во собранието треба да се изврши избор. Мислам дека тоа е уште полош потек, затоа што во собранието тамо доминира мнозинството. И сега, ако мнозинството ќе се избере свој човек, значи и законодавната власт. Ама се заговара двотретинско мнозинство, што е квалификувано и прилично деликатно. И законодавната власт, и извршната власт, и председател, тогаш најлошо е ако се акумулира се во една партија. Што не е случај никаде, секаде во Америка земете, ако председателот е од републиканците, сенатот е од демократите, или има да има некој баланс. Сепак некоја контрола да има, која ќе контролира и ќе биде критичар на власта да не... Ама тоа не е правилно сега. Кај извршната власт, честопати знаеме францускиот модел да бидат од иста партија, српскиот модел исто така и така. Но не ми одговоривте, прашањето е ќе си влеземе во алтернатива, да бараме алтернатива на решение за иден шеф на државата или ќе влеземе во некакви нови кризни солуции? Па видите, не е проблем. Ја мислам дека доколку не успее ова, ако се оди во втор круг, нормално, тогаш кој ќе добие повеќе гласови, тој битно е сега да се спази цензусот од 700 и околу 730.000, значи излезеност да има. Тогаш, значи, ако има таа излезеност која ги задоволува тие основните критериуми, тогаш, значи, во вториот круг ќе добие тој што ќе добие повеќе гласови. И се очекува од нив, ако отпадне еден, останува двајца, и тогаш, значи, полесно. Меѓутоа, ако не се исполни тој цензус, што вие го нагласувате како проблем, тогаш има решение, има законодавна власт размислувала да има нови избори. Нови избори мора да има, тоа по уставот, не е законодавната власт. По уставот, нови избори мора да има. И на тие нови избори сигурно очекувам да се спушти цензусот на 30%, дури земете во европските земји. Ама не е тоа така едноставно, да го спушта цензусот сака двотретинско мнозинство во парламентот. Па сакат... Во услови во кои исто така не е и најјасно по колка временски рок се распишуваат нови председателски избори. Па може да се скрати рокот. Може, има право, значи може да се скрати рокот и да се заврши тој процес, бидејќи ќе настапи криза. Добро, сега председателот на собранието, на парламентот, Талал Џафери конкретно, доколку не се избори, тој има право 6 месеци да ја врши функцијата председател. Меѓутоа не е проблем тоа. Проблемот е да се симне од дневен ред. Македонија има многу позначајни прашања. Исполнување на критериумот, датумот за преговори не значи ништо. Ние многу носиме закони, а практично примена нема тие. А европските критериуми од Копенхаген бара стрикно да се исполнуват. Поглавието 23-24, посебно околу судството, обвинителството, околу корупцијата, многу други прашања, не се спроведуваат. Некоја власт не се занесува дека многу прави.
ништо. Добро, малку и обструира, ги кочи тие процеси опозицијата. Вие гледате сега, се водат дискусии околу специјалното обвинителство. Тоа мора да функционира. Тоа го нагласува Европската комисија, која игра улога на влада. Она игра практично представува влада на Европската унија. И тие услови мора да се исполнуват. Во спротивно, датумот за преговори, Турција води преку 40 години е кандидат. Ние викаме многу сме од 95 година. Турција е преку 30 години. 35 години е кандидат. Професор Лазаров, ви благодарам за учеството во отвореното студио. Поштовани гледачи, тоа беше пензионариот професор Лазар Лазаров, едно време историчар, потоа и проследувач на меѓународните политички односи, предавач и во Скопје и во Штип. Ви благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, јас ќе се префрлам заедно со Джугуманова да ви ги соопштиме прегледот на најважните настани. Гостин во вестите е министерот за здравство Венко Филипче. Зошто владата се решава на прогласување на епидемија од морбили? Дали нам ни се заканува таква епидемија? Од каде кај светот сега страф и информации дека морбилите се шират секаде? Дали е на повидок своевидна пандемија во светски рамки? За тоа со професор Филипче во вестите. Не стивнуваат сознанијата за скандалозни криминални измами во државата. Собственикот на Бана Доел, Киро Тошевски, обвинува дека измамен од бизнисменот Зоран Азманов околу купопродажбата на атрактивно земјиште наменето за изградба на луксузна болница. Азманов пак тврди дека дал позајмици со хипотеки заверени на нотар. Нова измама на лицето Азманов или легални позајмици. Гостина Гордана Дувњак во Правда и неправда, собственикот на Бана Комерц, Киро Тошевски и бизнисменот Зоран Азманов. Гледајте вечерва во 21 часот. Министерот за здравство Венко Филипче гостува во Централниот дневник во 20 часот. Пандемија во светот, епидемија од сипаници во Македонија. Кои се новите предизвици на лекарите и здравствените власти? Зошто владата прогласува епидемија на морбили? Докторите Мики и Ставрик ќе одговараат на вашите прашања и дилеми. Отворено студио 1 во 22 часот. Кои се заборавените села, цркви и природни убавини во земјава? Зоран Костески Шваца повторно ве води низ приказните на една поинаква Македонија. Секој работен ден во 12 часот и 30 минути. Заборавени. По 15-дневна турнеја во Вашингтон, Берлин и Варшава, шефот на македонската дипломатија гостин во отворено студио за шансите на Северна Македонија за интеграција во евроатлантските структури. Разговор на Борјан Јовановски со Никола Димитров. Среда, 22 часот. Бидете со нас. Среда, 17 часот и 30 минути. Потрагата по новиот музички талент е започната. Гледајте ги аудициите на Звезда број 1. Секој работен ден на 1 ТВ. Звезда број